стигаш во центарот, стигаш сам или стигаш со придружба некој те носи? Првиот пат оидов, вака. Како првиот контакт твој, да кажеме, со Првиот таков контакт центар? е на телефонски. Ја побарав директорката што е таму, поздрав голем до неа, Александра Димевска Јокич. Ја побарав неа и едноставно го споделив мојот проблем. Дека имам проблем со хероин, дека сум зависен толку и толку години, како да го справам нештото, како да го решам тој проблем. И вака ми рече Сашка, Гого ќе треба да дојдиш на интервју. Јас колата под мене, Виктор, мајка ми ја седнав до мене и ојдов на интервју. Да го направам тој интервју, за да видам едноставно со тој интервју едноставно јас му кажав поќе на тие луѓе, на цел тој тим таму, за проблемот мој. И со тој јас што пристапив, што се нафатив на тој интервју, јас пола проблем си го решив. Пошто тука веќе е таа одскочната даска кај што ти едноставно прифаќаш дека имаш проблем и дека не можеш сам да го решиш тој проблем, дека едноставно ти треба помош. Ако ќе го признаеш проблемот дека е проблем, веќе пола проблем е решен. Добро, и покрај желбата, да кажеме, остануваат вторите 50%. Така, значи моментот кога ќе влезеш во програмата и кога ќе почне уствари тој процес на, како го викате, чистење, одвикнување. Да. Можеш ли за тој дел да ми кажеш малце? Значи, пошто тој е делот, претпоставувам, од кој што луѓето најмногу се плашат, болниот дел кој што го избегаваат и решаваат да останат зависници цел живот. Така. Тоа е кај хероинот. Тоа се случува кај хероинот, пошто кај хероинот има физички кризи, има болни кризи. Значи, не знам, за да ти долова малце да ти стане пореално како некој едноставно да ти крши коски кој ќе си на кризи. Како на живо некој дел по дел почнува да ти крши коска по коска од телото твое. Такви се болни кризите од хероин. Ама во центарот со помош на технологијата, со помош на сите тие витамини, минерали што се даваат таму, ти едноставно го префрлаш телото или го адаптираш да почне од дрога да функционира на тоа што му е потребно, на витамини и на минерали. И са тука многу нормално е телото да си дај некој отпор. Знаеш, онака едноставно си кажа, чекај бе, до вчера јас земав хероин за да функционирам нормално, сега денес не ми дава хероин, ми дава витамини и минерали. Што е работата, што се случува? Тука. И тука луѓето се плашат малце од целата работа како она се спомнува насуво. Ти воопшто не си насуво. Ти воопшто не ги врвиш кризите насуво. Ти ги врвиш кризите со нонстоп човек до тебе. Тоа е како фраза што се користи како Да, како демек начисто, насуво ги поминваш кризите и од тоа се плашат многу зависници. Која би била таа влажната варијанта на поминување? Влажната варијанта е со метадон, со бубренофин, со такви работи. Значи од една зависност со друга се префрлаш на друга. Затоа што која е тука целта? Метадонот, да кажеме, Така? те исто друга која што на предизвикува зависност после тоа, така. Да, и то голема, и многу поголема штета прави метадонот. Многу се полоши кризите од метадонот колку од хероин. Многу. Али не е инстант зависноста, претпоставувам, за тоа се решава да понудат како помош. Значи, ако е, не знам, во умерена доза, на одредени периоди, тоаш неверојатно. Јас, Виктор, еве кога ти кажам, во 18 години дрогирање претходно, јас не познавам човек што се скинал од метадонот. Од хероинот, да. Се помачил, недела, 2-3, ама тоа се многу ретки, свака част на дечките. Ама тоа се многу ретки случаи. А од метадон, од бубренофин, од тромадол и сите тие други што се медикаменти едноставно за зависноста, те прат само позависен на нив. И уствари те прат зависен на легална дрога. Добро, значи, твојот центар, Нарконон, го користи сувиот метод, да кажем, она што го викаме, нели, витамини, движење, сонце, природа. Кај се наоѓа центарот точно? Центарот се наоѓа во Конопиште или на 36-37 километри од Кавадарци, по падините на планината Кожов. Центарот е на место кај што едноставно имаш мир, природа.
и на некои 650-700 метри надморска височина, кај што едноставно ништо друго не ти одвлеква внимание за да можеш да си го подобриш својот живот, за да комплетно да почнеш нов начин на живот. Во центарот не се користат никакви медикаменти, значи то, ти викам, што го спомнуваат насуво, тоа е сосем погрешно. Тука ти правиш, значи, едноставно, адаптација на организмот од лошо, тоа што функционирало од се најлошо, од се штетно, сега му даваш се што му е потребно на организмот. И не е. Не е воопшто насуво. Насуво е да се затвориш дома, под клуч, да немаш ништо со чаша вода, тоа е суво. Има ли луѓе што го прават тоа? Јас не познавам. И не да го прават, толку успешно да го прошле, пошто секој наверојатно пробал на саат, два, нели, ама ја искршил вратата, претпоставувам после тоа. Да, многу тешко е. Ти реков претходно, свака час и чест на дечки што го имат нешто да поминато и што сами се такви карактери, сами да го завршат нешто, ама тие се многу ретки. Многу ретки. Јас себе двајца познавам. Што се тргнале од хероин, од хероин, од метадон, од самостално? да, Секоја чест. свака час. Секоја чест, тоа се претпоставувам големи цврсти карактери кои што нели животот ги однал во таа насока, за несреќа, али да не се случува тоа сигурно ќе биле, не знам, значи Да. големи луѓе претпоставувам и не знам дали е среќа или е несреќа, али е реалност некоја сигурно и е успех. Она што приметив дека во центарот кај вас луѓето што се пријавуваат ги викате студенти. Да. Прво ми беше малце клише, Така? затоа што веќе зборот студент ми е, мислам дека како збор веќе преискористен за се и се што сите нешто студираат и така натаму. Но малце кога се задржав на тоа, кога подразмислив, сватив дека тоа се студенти уствари на најтешката наука, а тоа е животот. На животен факултет. Животен факултет, значи нешто што не те учи никој како да го правиш. Так. Е нешто во кое што сме пуштени само сами на себе препуштени, па како ќе се снајдеме така и затоа многу луѓе завршуваат така што завршуваат. И вашите студенти ја имаат среќата да кажеме да некој да се погрежи Така. за нив на вистински начин. Точно. И колку од луѓето да кажеме успешно се справуваат од кога ќе го поседат центарот. Значи као некоја си не стапка на успешност да кажеме, али некоја представа да ми даеш. Долку сите луѓе денеска, на пример, што имаат некоја зависност и сакаат да се справат со тоа, колкава е шансата да се излечат ако дојдат таму? Голема. Многу голема. Пак е индивидуално, Виктор. Пошто за во центарот да дојдиш, треба да исполнуваш одредени критериуми. Значи не секој квалификува. За влез во центарот се прави интервју, првенствено. Со тој интервју чисто му се дава слика на супервизорот, значи, за твојот проблем. Тој со неговото 20 годишно искуство, поздрав до деки, со неговото 20 годишно искуство одлучува дали ние, како тим со нашиот програм, можеме да помогнеме кај тој човек или не можеме да помогнеме. Пошто не секој квалификува. Да, тоа ми го спомна преска во разговорот што го имавме дека за некои луѓе е едноставно прекасно. Да. А тие се уште живи, да кажеме. Така. Но ете јас на пример не сум бил свесен дека центарот би ги вратил. Затоа што имав перцепција дека седори човек дише, така. Без разлика со нивото на зависност со кое што се соочува, се уште има спас за него. Тоа е до негде мојата перцепција, но јас не сум доктор, никогаш не сум посетил таков центар, никогаш не сум бил во интеракција со тие луѓе и тоа е само перцепција, многу вака лаичка. Да. Ти можеш да го потврдиш тоа малце попрофесионално. Вака, Виктор, да ти кажам, не секој може да се спаси. Тоа е многу жално. Ама тоа е така затоа што првен се пробва
да се оди на лечење. На какво лечење? На лечење во смисла со медикаменти. Добро. Со медикаменти, со апчина, како што ти кажав на заменик. Тоа како ги препишува претходно- доктор или како? Да, Мислам, доктор. Не се почнува, значи кој ќе родителите кои ќе сетат кај некој дечко дека има проблем, одма тука се бара спас првен кај доктор. Кај каков доктор? Кој е докторот за зависност? Психијатри, психолози. Аха, добро. Значи се бара спас кај нив. Значи да не ме сватат погрешно дека ја оспорвам на некој работата, сето тоа во ред. Моje лично мислење е дека првен да се проба со рехабилитација, па доколку тоа не успе, тогаш се поминува значи на медикаменти. Зошто почеток на некој почнува да користи марихуана, пример, и сега го фаќат од дома дека почнува да користи марихуана и го заглавуваш ти на 5 врсти антидепресиви. Која е тука целта? Што ќе постигне со тоа? Да, еве, значи кој е твоето мислење да кажеме денеска за марихуаната? Лошо. Моето мислење... Затоа што нели, се повеќе аргументи, веќе да кажеме, и некоја политичка позадина добива и сила тоа, дека е корисна, дека, не знам, се лечат многу состојби на умот со тоа, дека добра е од време на време за опуштање. Многу луѓе познати, да кажеме, јавно веќе го прават, во многу држави се легализира, нели? Да. Вака, лично за мене нема поделба на лесна и тешка дрога. Во медицински цели марихуаната во ред. Значи има испитувања кај што докажале дека кај некои болести помага. Јас не го одобрувам, нештото тоа е лично мое мислење. Доколку некој си гледа спас во тоа, во ред. Јас не го одобрувам нештото. Сум против тоа. Затоа што мојот почеток беше со марихуана. Беше со марихуана. И знам кај води таа марихуана.